По неколку годишни обструкции од централната власт се надзира решение на проблемот со бездомниците кои привремено се сместени во поранешниот дом Ранка Милановиќ. Откако техничкиот министер Велковски најави системско решение, започна чистењето на мини депонијата околу некогашната јавна установа во која се згрижуваа проблематични деца. Започнеме со изноѓање на системско решение да овие луѓе добијат навистина хумани услови и да бидат сместени во хумани услови за живење пред се и да можат да се стекнат со сите права. Проблемот со бездомниците и хуманитарната мизерија во Ранка Милановиќ се провлекуваат со години, бидејќи како што вели градоначалникот на Газибаба и покрај сите иницијативи Министерството за труд и социјала не покажало интерес. Во неколку наврати го информиравме ресорното Министерство за труд и социјална политика, но и владата со цел да ги преземат своите надлежности, бидејќи се работи за објекти кои што се во нивна надлежност и земјиште кое што е корисник Министерство за труд и социјална политика. Меѓутоа верувајте дека во изминатите години не идовме на еден зид од институциите. Речиси 7 години околу 70 бездомници живеат во крајно нехумани услови, без струја, без вода, без грење. Јадат тоа што некој ќе им фрли. Зградата повеќе личи на урнатина отколку на некаков дом. Многу од лицата кои живеат тука немаат ниту документи, па немаат пристап до социјална и здравствена заштита. Не можеме да хранам. Ни социјално земам, ни примам ништо. Што фрлите, вие ми јадеме, господи. Верувај, гледај сама, со сишина собираме, па продаеме, вречата е 100 динара. А што ќе купиш со 100 динара, госпожо? Ништо. Струја нема, ги перам вака корито. По барање на Министерството се очекува увид да направи и Државниот здравствен и санитарен инспекторат. Лицата кои престојуваат во Ранка Милановиќ добија пакети со храна од Црвениот крст да може да се прехранат додека не се дојде до конкретно системско решение за овие луѓе да имаат хумани услови за живот.